Почесниот конзул во Црна Гора Бранко Азевски повикан од функцијата од властите во Подгорица. Одлуката ја донело Министерството за надворешни работи, а ја потпишал премиерот Здравко Кривокапич, откако Министерството за внатрешни работи дошло до сознание дека Азевски при извршување на должноста почесен консул ја користел секоја можност да изрази сомнеж за угледот на Црна Гора и за кредибилитетот на низините тела, пишуваат медиумите во Подгорица. Медиумите исто така пренесуваат дека безбедносните органи особено ги забележале разговорите на Азевски со истакнати бизнисмени од различни сфери, при што тој се обидел, како што е наведено, да ги омаловажува и компрометира највисоките власти во Црна Гора, презентирајќи ги неговите лични забелешки и предвидување во врска со работата на владата на оваа земја. Азевски денеска пак само писмено се огласи до медиумите заблагодарувајќи се на досегашната соработка на бизнисмените од двете земји, но и на властите во Подгорица, наведувајќи Црна Гора е независна и суверена држава која согласно уставот е дефинирана како граѓанска, демократска, еколошка и држава за социјална правда, заснована на владење на правото. Иако независноста на Црна Гора е обновена на 3 јуни 2006 година со истапувањето на државната заедница во Србија, таа представува една од најстарите европски држави. Голема благодарност до сите оние со кои соработував на оваа важна мисија за бизнисмените на нашите две држави. На Црна Гора и посакувам брз развој и просперитет, а на компаниите поголем профит. Телевизија 24 денеска се обиде да стапи во контакт со претседателот на Стопанска комора Бранко Азевски, но не успеавме да го добиеме. Од Стопанската комора велат дека засега остануваат на ставовите изнесени во соопштението и во дописот до јавноста, конкретно по однос на ова прашање. Дел од аналитичарите во земјата, но и поранешни амбасадори пак велат дека не се изненадени од ваквите случувања во Црна Гора, а случајот со Азевски велат не е единствен. Поранешниот амбасадор Нано Ружен во краток разговор за телевизија 24 вели дека сето ова е резултат на превирањата меѓу власта и опозицијата во Црна Гора, но и низа други причини. Разбирливо е дека се пореметија многу нешта на релација меѓу власти и опозицијата, на релација меѓу Србија и Црна Гора, и на релација исто така во односот меѓу самите политички сојузници, коалициони партнери. Во таквиот контекст, како резултат на овие, би рекол, шок настани, доаѓа до смена на повеќе амбасадори, повлекувања, како што е резултат и на, би рекол, лошата политика во доменот на дипломатијата. Промената на амбасадорите во Црна Гора, кои важат за блиски до Демократската партија на социјалистите, односно до Мило Џукановиќ, беше една од првите одлуки на новата влада во Подгорица, која беше конституирана после 3 месеци од парламентарните избори на 30 август 2020-та.